Ќе збориме за христијанска или библиска орнитологија. Не е медицинско име. Името е, тој зборот е повеќе зоолошки или од биологијата. Како и да е. Овој период од годината, секоја година, или овој период од летото, го поминуваме на камп во Бугарија. Вчера замина, а ние не можевме да заминеме. Епидемијата си остава последици, но ние се чувствуваме како дел од тој камп и јас би сакал да се помолиме сега на почетокот, да наведнеме глави, Господ да го благослови тој камп, иако ние не сме таму. Господи, се молиме сега за сите тие дечиња кои заминаа на кампот вчера, за сите учители, за сите што ќе бидат таму. Прво се молиме ти да ги пазиш, да ги чуваш, да ги заштитиш, никој да не се разболи. Се молиме, Господи, уште повеќе ти да дадеш духовен благослов, тие дечиња да се вратат духовно посилни, да действуваш преку се што се случи, преку наставниците најмногу, па и они, Господи, да пораснат духовно покрај тие деца. И сите да се вратат живи, здрави, никаква опасност да не дебне над нив, туку во Твојата закрила, зашто да бидат обезбедени во се. Ги предаваме во Твоите раце и Ти благослови ги. Во името на Христос, нашиот Господ и Спасител, се молиме. Амин. Амин. Добро. Текстот што го прочитавме од Исаја спаѓа во она категорија на библиски зооморфизми или текстови во кои особини, карактеристики од животинскиот свет се припишуваат на Бог или пак се дават слики од животинскиот свет за Божјото дејство кон човекот. Тоест, она што го видовме беше како Бог на верните луѓе ги обновува силите како што орлите ги обновуваат и обновуваат својата сила. И затоа се нарекува овој текст, велим дека овој текст има употреба на зооморфизам или поточно орнитоморфизам, тоест особини од светот на птиците во Божјото дејство кон човекот. Или поточно во оваа беседа ќе говориме за христијанскиот живот кој треба да наликува на животот на орлите. Зошто точно орлите? Зошто, бидејќи во Библијата на неколку пати, на неколку места се употребуваат орлите како слика за Бог, за неговата грижа кон човекот или како слика за христијанинот. И не случајно орелот е земен како таква метафора, како таква слика. Орелот е, така да кажеме, еднодостоинствена птица, зрачи од неа благородство. И не случајно е наречен орелот како крална или царна на птиците, на воздушниот свет. Ако лавовите се цареви на животинскиот свет, светот кој е на животинскиот свет на земјата, орлите се кралевите на животинскиот, на светот на птиците. Не случајно, бидејќи се силни птици, мокни птици и поради тоа во митологиите, во приказните, па и во религиите, скоро во сите религии, орлите влегуваат како посебни, како митолошки некои птици, суштества. И не случајно и во Библијата се вклучени. Реков, тие се како цареви на небото, поради својот изглед, поради својата силина. Најголемите орли може да достигнат размах, како да кажеме, распон на крилата и до 2 метри, до 2,20 метри. Тоа е колку една врата висина. А пак толку се силни што може да кренат повеќе плен кој е потежок од самите нив, така да има случаеви кога јагнине, цели јагнине,
можат да кренат и да однесат на високо. Исто така се брзи во летот, кога ќе ја употребат силата и на ветрот и силата на крилата, може да достигнат до 250 км на час. Секој не го прават само со својата сила, тие употребуваат многу силата на ветрот и кога има силен ветер и тие со своите крила ќе се насочат во правилната насока, достигнуваат до 250 км на час. Сега имат посебна заштита, опрема на телото, Бог ги оспособил да можат да летат безбедно толку брзо. Ќе кажем нешто повеќе понатаму за летот. Сега кога говориме за орлите како цареви, ние во Библијата исто сме представени како царско свештенство. Избран род, царско свештенство. Тоа се зборови на Петар во неговото прво послание. Царско свештенство не значи свештеници на цар, туку значи свештеници кои имаат царско потекло. Тоест цареви и свештеници. Во некои преводи англиски пишува вие сте цареви и свештеници. Во нашиот превод, преведувачот решил да пише царско свештенство. Малку може да се разбере така погрешно, дека ние сме свештенство на цар, но и навистина така, но овдека е идејата дека ние сме од таков род, царски род, избран род и во исто време и свештеници, царски свештеници. Што значи тоа? Тоа значи дека ние треба да се однесуваме, тоест имаме една позиција, ние припаѓаме на царски род, ние имаме царска позиција и треба да се однесуваме соодветно на позицијата. Павле во посланието до Ефесијаните 4 глава 1 стих вели да се однесуваме достојно за нашето призвание. Тоа е за нашата позиција. Ние сме повикани да бидеме царско потомство, царско семејство и треба да се однесуваме онака како што се однесува еден припадник на царски род. Соодветно на царски род. Царските членови на семејството не се однесуваат како обичните селани. Така било порано во оние познати монарски семејства. Исто така, еден орел, например, не може да се однесува како кокошка. Не доликува на орелот да седи на земја, да кокодака, да гледа кон земјата, да најде некое просо, зрно, или уште полошо измет од некој животно и да се задоволи со тоа. Орелот лета на високо, зашто тоа е цар. Орелот се однесува поинаку, има поинаков живот. Ние треба, како царски род, да се однесуваме достојно, благородно на нашиот род, на нашето потекло. Друго нешто што е карактеристично за орелот, и тоа сме го слушнале, тоа има посебен вид. Кога некој добро гледа, викаме, имаш орелско око. Навистина, орелите се оспособени со посебен вид, посебна способност да гледат. Тие гледат најдалеку од сите живи суштества. Можат на 3 километри да видат плен, заед да видат на 3 километри висина и да се спуштат кон него. Очите им се заштитени со посебна мембрана која прави да биде како стакло. Не знам дали се забележале, очите им се како стакла. И прито имат IPS ваква перспектива на гледане. Гледат 170 степени. Се широко објективни. Можат да гледат се пред себе по исто време. Да. И таа посебна заштита што имат им помага дури и во несилните бури, и во несилниот лет да не им се замаглува видот. И кога се во бурата, и кога има дожд, тие пак можат да гледат. Јасно. Која е тука аналогијата? Христијаните имат посебен вид. Имат посебна способност да гледаат. Имат очи кои ги немат другите, обични.
неверниците. Христијаните се оспособени со духовни очи, имат очи на срцата кои гледаат нешта подалеку од овој свет. Христијаните не се како кокошките кои гледаат само до подносот, само кон земјата, само да забележат нешто на земјата. Христијаните имаат вид кој оди подалеку од овој свет. Во познатиот текст од Евреите 11 глава, каде што се изредени неколку представници во Стариот Завет како херои на верата, јунаци на верата, за нив е дадена една општа карактеристика, дека сите тие умреа верувајки, иако не ги добија ветувањата, но оддалеку ги видоа и ги поздравија. Значи, таму е представен Авел, Ное, Аврам, Сара, Мојсей и така натаму. Давид и многу други луѓе од Стариот Завет. Карактеристично за тие луѓе е што Бог им даде ветувања, вечни ветувања, тие не можеа да ги добијат на земјата, но можеа да ги видат. И се радуваа, ги поздравија тие ветувања. Например, пишува за Мојсей. Тој беше во Египет, живееше во дворецот на фараонот. Имаше царски живот. Меѓутоа, пишува тој текст таму дека остави се. Зошто? Отиде во пустињата. Живееше како овчар 40 години. Зошто? Зошто тој виде еден друг град, еден друг Египет, многу пославен, многу повеличенствен. Оној на небото, чие основи се небесни, не се човечки, не се со човечка рака изградени. И за да го придобие тој град, небесен Ерусалим, Мојсей го остави Египет и отиде да го спасува народот, Божиот народ. Истото го направи Авраам. Живееше во Ур Халдејски, најразвиениот град во тоа време, го напушти бидејќи Бог му вети земја. Тој не ја доби таа земја никогаш по тие рамки во кои беше ветена, но тој се надеваше на вечната земја. И тргна со вера, гледајќи кон таа вечна земја. Тоа сме ние христијаните. Не гледаме само на нештата во овој живот, туку гледаме во перспектива на вечниот живот, не само на временото, туку на она што е вечно. Имаме посебни очи кои Бог не ги дал. Орелите се специфични со својот однос кон семејството. Прво, карактеристично е што имаат моногамен брачен живот, така да кажем. Еден орел ќе си најде една орлица и живее со неа. Не ги менува. Тоест, кога ќе си најде една орлица, со не останува додека смртта не ги раздели. И во тој живот споделуваат одговорноста. Орлите, заедно со орлиците, лежат врз јајцата. И орелот. Некој каже папучар. Орелот е папучар. Најсмелата птица, најсилната птица и она квачи заедно со орлицата. Учествува во одгледувањето, носи храна и се прави во одгледувањето на малите орли. Го прави домот и орлите прават најсигурен и најудобен дом од сите птици. Не прават на некоја гранка ниска, каде што може едно дете со прачка да го сруши, на високи места, на карпи, каде што е недостижно. Таму прават гнезда удобни за своите мали, прават сигурен дом и кога ќе се испилат орлите, заеднички се грижат за обезбедување, тоа за одгледување на здрави, силни орли кои понатаму ќе живеат еден вистински орелски живот. Христијаните градат семејства. Тоа е основното за христијаните.
градат здрави семејства во кои успособуваат потомство кој во овој свет ќе донесе благословение и духовни победи. И тоа двајцата. И орелот и орлицата. И таткото и мајката. Одгледувањето на домот и семејството и децата не е грижа само на таткото, на мајката. И таткото учествува во се. Има еден кај нас повеќе стереотип дека мајката треба да го прави тоа, таткото ќе гледа фудбал или ќе лови риби или други работи, додека мајката треба да се грижи и да ги одгледува децата. Не, двајцата заедно го прават тоа. Како што, нели, според библиската зооморфија го дава примерот, нели, со орлите. Друг еден текст кој е интересен во кој орлите пак се спомнати е во Второ Законие 32:11. И таму Бог вели вака: како што орелот бдее над гнездото свое, се дека преводот не е баш најдобар, не бде, бидејќи целиот контекст говори за нешто друго во ова реченица. Како што го растура или го разбуткува, го разбранува гнездото свое, летајки над своите орлиња, ги расширува крилјата свои, ги зема, ги носи на перјата, така Господ самиот ги водеше. Го водеше својот народ. Кој е тука? Гледате каква слика. Прво говори за некакво растурање на гнездото, потоа за лет над орлите, потоа за лет под орлите, па земање на крилјата и носени така натаму. Која е аналогијата, уствари, овдека? Кога ќе помине известно време на живот во гнездото на малите орли, мајката и орелот и орлицата почнуваат да го рушат некако, да го туркат гнездото. Го деформираат, буквално, за да стане неудобно внатре за живот. Тоест ги принудуваат малите орли да излезат. И ти излегуваат навистина, поред тој земјотрес што го предизвикуваат родителите, излегуваат и потоа почнуваат да ги туркат додека не стигнат до работ на карпата. Додека се случува сето тоа, малите дживкат, негодуваат, тажат, не? Дури си мислат дека плачат, си мислат дека се случува нешто лошо, веќе родителите не ги сакат, но идејата е тие родители, орли, да направат орли од своите деца. Тоест, ги носат буквално до работ и ги турнуваат. И тие почнуваат да паѓат, преплашени. И тогаш орлите летат прво над нив, како што нели овдека пишува, и чекат, и ако не пуштат крилја, не се сетат, одат под нив, ги зимат на крилјата и пак ги кренат многу високо. И кои кренат доволно високо, пак ги пуштат. И тие пак паѓаат надолу. И така се додека не се ослободат, се додека не полетат сами. Тоа е дел од процесот на создавање на орли. И се аналогијата може да и во семејството да ја сватиме, дека доаѓа момент кога малите орлиња треба да си заминат од гнездото и да се оспособат за живот, но овдека во друг контекст го дава авторот на Второзаконие. Бог прави така со својот народ. Тоест, го турка во бурата, го турка во пропаста, во провалијата, за да го способи своето дете да се бори, да издржи на таа бура. Тоест, го вади од таа удобна положба и не поставува на опасно место, но целта е да се научиме да летаме. Целта е да се научиме да се справуваме со проблемите. Да тој е тука постојано покрај нас. Ако види дека тониме, тој пак ќе дојде и ќе не крене на крилјата. Ќе ја знае нашата сила, тој никогаш не дава искушение повеќе од нашите сили. Сете тешкоти се во рамките наши. Кога нешто ќе ја надмине нашата сила, тој ќе дојде под нас, ќе не земе на крилата и ќе не крене.
Ке вратиме, кога ќе земе малку здив, тој пак ќе не пушти. И така се ја зајакнува нашата вера. Не учи во животот да се справуваме преку верата во Него. Многу се ситуациите во животот во кои што Бог тоа го прави. И сега ова што се случува со тие неволи, со таа епидемија, пак е во рамките на Божјата волја да го учи верниот човек на доверба во Него, а неверните пак да ги разбуди, да размислат, да погледнат подалеку од овој живот, да погледнат подалеку од овој материјален свет, да погледнат кон небото, да погледнат кон вечност, да погледнат кон Бог, да го побарат Него. Бурите се дел од Божјата програма на оспособување на здрави верници. Така да еден христијанин, орелски христијанин, се учи во бурите. И многу повеќе. Например, затоа Јаков вели, тоест во Римјаните апостол Павле пишува, се фалиме со неволите, знаејќи дека раѓа трпение, трпението карактер, проверениот карактер надеж, а надежта не разочарува. Зошто? Зашто Божјата љубов е излеана во нашите синови преку Светиот Дух кој ни беше даден. На крајот на неволјата, на секоја бура, ние не се разочаруваме зашто ја искусуваме Божјата љубов, која веќе е излеана во нас. Нема бура која води до разочарување. Нема неволја која има лош ефект. Секоја неволја има добри резултати, трпение, карактер и така натаму. Зашто Божјата љубов веќе е излеана во нас. Орлите се интересни по начинот на кој се издигаат нагоре, тоест начинот на летањето. И таа исто ова фраза орлов лете позната, се користи како сентенца за песни, за филмови и за поговорки. Успеваат највисоко да се кренат од сите птици. И тоа не се должи само на нивните крилја, на нивната сила, туку на посебните техники кои ги користат. Например, една кокошка, за да полета, мафта, користи сила и ќе може да се искачи до 2 метри, може би, 3 метри, не повисоко. Тоа е максималното што може да го направи една кокошка. Орлите не прават така. Тие обично полетуваат од високи места. И тоа го почувствуваат движењето, строењето на воздухот, турбуленцијата и сето тоа го стават во погон. Тоест, тие се движат повеќе на силата на ветрот, отколку на нивната сила. И така, користејќи го ветрот, тие во круг се движат, летат и се качуваат нагоре. Нешто слично што го прават авионите. Ја познаваат аеродинамиката. Да. И особено, нели, кога има бури, ќе говориме за тоа. Христијанинот е создаден од Бог не да ја користи својата сила, туку да ја користи силата на Светиот Дух. Силата на Бог. Христијанството кое се гради на своји сили е легалистичко, христијанство е религија уствари. Вистинското христијанство, вистинскиот христијанин, орловското христијанство се живее на Божјата благодат, на Божјата сила. Сета заштита, сета способност, се потпира на силата на Бог. Го користи струјата на Светиот Дух кој живее во нас. И тоа води до успех. Легалистичкото христијанство секогаш завршува со неспокојство, со сомнежи, додека христијанството кое се гради на благодат, на силата на Бог во нас, дава увереност, дава спокојство, дава сигурност во животот.
ние треба да се подпреме на Господ. Тоест, не треба да правиме нешта, бидејќи некој друг не ги прави или другите не можат да ги прават, туку не да се споредуваме, туку да ги правиме, зашто Бог ни дал сила и сака да ги правиме. Тоа. Или овдека, тоа нешто ги зацврстува стапките на човекот и мили му се неговите патишта. Па и ако се сопне, нема да падне, зашто Господ го држи за рака. Тука идејата е дека ние цело време, од целиот наш христијански живот треба да се држиме за Божјата рака. Зашто, паѓаме, ако не се држиме за Божјата рака, нема кој да не крене. Човек не може да не крене. Самите не можеме да се кренеме. Само Божјата рака може да не крене. Тоа вистинското христијанство се темели, тоа силата ја добива од Бог. Во својот лет се движи на Божите крилја. И тоа е пак сцена од филмове така, кога има бури, не да дали се тогаш орлите се страчнуваат, се насочуваат кон бурите. Кога има бура, кокошките се плашат, ги фаќа паника и гледат каде да се сокријат. Да се пикнат под некој тенџере, под некој дрво, да се засолнат. Кога ќе дојде бурата, орлите точно се насочуваат во бурата, во центарот на бурата. И ја користат бурата всушност да се истигнат уште повисоко. И во бурите тие се креваат невисоко, дури над облаците, над дождот, над се она што прави, не го прави тој виор. Има еден случај во Новиот Завет, сите го знаат, дури оние што не читали Библија, кога Христос одеше по вода. Прво во Матеј 14 глава, од 25 до 31 стих, пишува дека кога служеа и Христос ги распушти сите, остана да се моли, а учениците тргнаа на другата страна, кон езерото, значи тоа било некаде крајот на денот. Се качиле во бродчето и почнаа да веслат. Меѓутоа, ветрот бил во спротивен правец, така да се мачеле. Веслале. И некаде, пишува дека бил 4-тиот час, тоа значи некаде после полнок, тие стигнале до пола езеро. Не можеле ни до пола да стигнат, зашто постојано ветрот ги враќал назад, многу силен ветер. Тоа е времето кога Христос завршил со молитвата и решил да тргне по нив. Не да плива, туку да оди по водата. И тие се на половината езеро, ноќе, полнок, после полнок, и гледаат оддалеку некој доаѓа по водата и пише дека си помисле дека е призрак. И многу се уплашиле. Така во 26 стих пишува, кога видеа како оди по езерото, се уплашија, почнаа да се велат, о, призрак, и од страв почнаа да врискаат. Може да се представите како мажи, 12 мажи собрани во еден прод, може да врискат. Почнаа да врискат од страв. И тоаш Христос им вели, не плашете се, јас сум. И Петар вели, ако си ти, тогаш дај да дојдам кај тебе. И Христос му вели, дојди. И Петар се спушта низ бродот надолу и очекувал ногата да му потоне и застанува како на стакло. Наеднаш под него станува цврсто и почнува да оди. Представете си, силен ветар, толку силен што мажишта не можат да го движат бродот. Ама во еден момент погледнува наоколу и потонува. И овдека пак пишува, потонува и почнува пак да вриска. Ке се удавам помош. И Христос доаѓа, го фаќа за рака, му вели, маловернику, зошто се сомневаш, зошто се посомнева. И кога го вади од водата, пак под него станува се тврдо. И тоа оди како по асфалт, во бурата, оди како по асфалт и 20 се качуваат на бродот. Кој е поентата овдека? Кој е идејата? Сомнежот во бурата е проблемот со учениците и со Петар посебно. Не беше проблем тој да оди поради
силата што Христос ја даде во тоа, чудото што го направи Христос. Сомнежот беше проблемот. Петар погледна на тој ветар, го виде ветрот, виде вода под себе и се уплаши. Бурата, стравот од бурата беше големиот проблем. За орлите бурата е предизвик. Тие играат во бурата. Имаше една така малку комична и наивна изјава на еден наш политичар кој го прашаа за справувањето со коронавирус, тој рече ќе танцуваме со короната. Танц со короната. Танц со бурите, аз да употребам таа уметничка ваква фраза. Орлите буквално играат. Кога ќе почнат бурите, тие кружат и така се користејќи силата на бурата се креваат високо. Бурите во нашиот живот треба да не кренат високо. Бог затоа ги праке во нашиот живот. Треба да ја засилат нашата вера во Господ и да правиме уште поголеми работи отколку што сме можеле да правиме порано. Во верата да правиме уште поголеми дела од порано. Тоест, Божјата воља, колку е посилна бурата, толку повисоко да се издигаме. Бурата не треба да не удави, да се уплашиме, да се удавиме, да потонеме. Бурата Бог ја дава да не издигне. Не да не скрши, но да не заекне. Тоа е орелот, тоа е орелскиот однос кон бурите. И на крајот, орелскиот живот. За некој што живее многу, велиме, тој со орлите живее. Долг живот. И навистина орлите имаат долг живот. На што се должи долгиот живот на орлите? Орлите се заради нормално начинот на живење, борбите, барањето на плен и така натаму, губат сила од време на време. Доаѓа време кога старите пердови се сушат и треба да паднат од телото. Исто така на клунот, кој е основното оружје на орелот, се нафаќаат, клунот калцира, се нафаќаат, се наталожуваат стари черупки кои пречат и на затворањето, на јадењето, но и на воопшто на борбата. И што прави орелот кога ќе му дојде тоа време за обновување на силите? Она што го прочитавме, дека Бог и на младите кога ќе се изнемоштат им ги враќа силите како на орел, ги обновува силите. Тие се повлекуваат. Ќе се повлече во некоја карпа и таму почнува самиот орел да се ги куби старите пердови. И на крајот станува како искувена кокошка. Целиот се куби, се чупе, се депилира. И почнува да си ја треска главата, тоа е клунот од карпата. Самиот за да помогне тој процес на чистење на старите талози, на старата коска од клунот, за да остане само оној младата коска. Болно е сето тоа и кубењето на пердови и чистењето на клунот, но орелот знае дека треба да го прави, зашто само така ќе се обнови неговата сила. И за тоа време, бидејќи орлот му е во процес на регенерација, тој не јаде. Не јаде. Буквално е на пост. Но кога ќе никнат новите крила, кога ќе го исчисти носот, тој е посилен од порано. И пак се враќа во природата и продолжува да живее орелски, што се вели. Христијанинот треба да го куби од себе се она што му пречи да биде силен христијанин. Христијанот треба да се повлекува кај Господ во покаяние, во сето зло што го има во себе, сета завис, омраза, горчина, грев, сето болно е, но треба се да го буквално да го отварла од себе и да обновува својата сила. Се она што ни пречи да бидеме слободни во нашиот христијански
физички живот, слободни во духот. Време на општина со Бог. Време на самотија со Бог. Па време и на пост. Бидејќи секогаш после таквото време христијанот излегува посилен од порано. И ако во таквите времења се исклучува она што Бог го вели, тогаш твојата светлина ќе светне како зера, твоето здраве наскоро ќе процти, твојата правда ќе тргне пред тебе и славата Господова ќе те придружува. И Господ секогаш ќе ти биде водач, а и во време на суши ќе ја наситува душата твоја и ќе ги крепи коските твои, ти ќе бидеш како градина напоена со вода и како извор чии води никогаш не присушуваат. Тоа е ветувањето на Бог за оние кои ја барат неговата близина. И ова е исто од Исаја 58 глава, и тоа е главата за постот меѓу другото. Како вистински треба да постиме. Ова глава почнува со укор на народот кој не пости правилно. И за крајот на оваа глава завршува со, тоест во средината на оваа глава се овие зборови. Тоа е орелски живот или орелско христијанство, но за некој да биде орел, навистина, тој треба да се роди како орел. Кокошката не може да биде орел. Колку да се мачи, не може. Ако орелот не се роди како орел, не може да биде орел. Ако некој Бог не го роди да биде цар, царски род, царско свештенство, не може тој да биде царско свештенство. Не може да биде христијанин. Треба новораѓање. Ако некој не се роди од горе, нема да го види Божото царство. Нема да биде во Божото семејство. Се тоа е едната вистина. За да биде орел, за да биде христијанин, човекот треба да биде роден од Бог, роден од Духот. Да има духовно раѓање. Но има едно друго. Ако некој кој не е роден, ако птицата не е родена како орел, не може да биде орел, има случаеви кога орел ќе се роди како орел, меѓутоа заборава дека е орел. Тоа си христијанин кој Бог ќе го роди како христијанин, меѓутоа тој живее телесно, тоа не живее како орел, како христијанин. Во која смисла? Она што го пишува Павле до коринтијаните, првото Коринтини. Не можам да ве наречам духовни, ве нарекувам телесни. Зошто? Зашто Бог ги родил, меѓутоа тие не сакаат да живеат како орли, живеат како кокошки. Има на таков случај, некој човек кој се имал двор со кокошки, во дворот нашол мало орле. Дали било загубено, паднало, повредено, нашол и си го зел да си го гледа и си го ставил меѓу кокошките. И тоа мало орле растело со кокошките и почнало да живее како кокошка. Да колве просо жито од земјата и не ни помислувало да погледне нагоре. Тоест, цело времето го поминувало гледајќи надолу, како сите останати кокошки. Некој ден поминал некој човек и го забележал орелот и му рекол на стопанинот: зошто го мачиш овој орел тука меѓу кокошките? Зошто не го пуштиш на слобода таму каде што треба да живее? И тој рекол: па јас не го држам. Тој тука се живее, така се остана да се живее. И тогаш човекот рекол: јас живеам на високо место, дај, јас ќе му помогнам. Го зел орелот, го однесол некаде на високо, го ставил на една карпа и му рекол: ајде, летај. Орелот гледал и на крајот го турнал. Паѓал известно време, но на крајот се сетил, пуштил крила и се извишил. Се сетил дека е орел. Човекот му помогнал на орелот да се сети дека е орел, дека треба да лета на високо. Ние не сме создадени од Бог за да гледаме овдека во земјата, да го поминеме животот гледајќи на земното, трупајќи земни работи, жито, амбари, заборавајќи кај е нашата конечна вечна дестинација. Нашиот поглед, нашата перспектива е многу подалечна, вечна е.
Треба да биде насочена кон не. Нашиот поглед треба да биде нагоре. И се што се случува треба да не издига се повеќе нагоре, кон небото. Сите нешто што се случуваат овдека на земјата, сите страшни, а и други страшни работи ќе доаѓаат и пострашни работи. Понатаму. Не можеме да очекуваме, и Библијата не ни дава основа, право да очекуваме дека подобри работи ќе доаѓаат, полоши работи ќе доаѓаат. Сето тоа треба да не издига, да ја гради небесната перспектива, орловската перспектива во нашиот живот. Да се издигаме повисоко и повисоко. Да не сакам да кажам дека не треба да се грижиме, дека не треба да бидеме одговорни овдека на земјата за овој живот. Но не треба сето тоа да не парализира, да заборавиме кај е нашата вистинска дестинација, кој е нашиот вистински живот, кој е нашето вистинско царство, кој сме ние на вистина, што сме ние на вистина. Кокошките ќе се уплашат, ќе се сокријат и ги нема. Орелот ќе се извиши кон бурата. Тоа е она христијанство кое треба и ние да го живееме, и тоа се живее само по Божјата благодат. Човек сам не може да го живее. Во врската со Бог, во близината со Словото, во молитвата, во постот, го живееме тој живот. Господ да ни дава мудрост, да бидеме во овој свет, да упатуваме правилната порака. Овој свет има потреба од порака, има потреба од насока. Ние можеме да му го дадеме на овој свет водството. Кој е вистинското водство? Кој друг ќе им го даде? Ако не, оние кои имаат вечна перспектива на животот. Најде да се